Сите денови се денови на газдите, 1 мај е само така. Внимание, зборуваат граѓаните. Ако 1 мај е денот на работниците, дали сите останати денови се деновите на газдите? Што мислиш? Мислам дека не. Поголемиот дел од деновите се наши као работници. Мислам дека да, искрено. Да? Јас би рекла дека сите денови се денови на газдите, исто така и 1 мај со оглед на тоа што не се здружуваме колективно да протестираме против газдите барем еден ден. Да, дефинитивно се на газдите. За жал, да, зашто експлоатираат. Кај да отидеш и те експлоатираат. Никој не ти дава пари кога ќе заслужуваш. Секогаш добиваш помалку пари. 1 мај е ден на трудот и воопшто секој ден е ден на работниците. Секој ден треба да си го цениме, ние работниците, што не сме газди. Може би да, ама и не. Сепак мислам дека не се тие денови на газдите. Сите денови се денови на работниците и сите денови се денови на газдите. Сите денови се денови на газдите, 1 мај е само така. Зошто е тоа така, брат? Живееме во такво време на капитализам, алчност се е буквално сведено на пари и мок, каде што работникот не ги ужива своите права во целост. Зошто имаме европски цени, а немаме европски плати? Затоа што живееме во Македонија. За жал. Па, веројатно е до стандардите, затоа што не сме во Европска унија. Веројатно и на многу собственици на бизниси тоа им одговара. Нашата држава пробува да влезе во Европската унија, но сепак тоа не оди и алчноста за парите сепак. Тоа е проблемот што немаме европски плати. Проблемот е што ние имаме недоволно високи плати за тие цени за тие производи да ги купуваме. Цените што ги имаме не се со платите што ги има тука во Македонија. Мислам дека треба да се покачат платите, бидејќи реално све е поскапено. Платите овде се мизерни, 500 евра минимална плата што не ја нема ни да биде, мислам, во блиски. Не е стварно страшно и понижувачки за народот што живеат тука. На владеачката класа им одговара луѓето да се сиромашни, сплашени, нездружени и слично, така што тенденциозно се одржува и негува сиромаштија на мнозинството во оваа држава. 500 евра минимална плата, дали сметаш дека е малце или дека е многу? Малце. Малце? Малце, дефинитивно. Треба минимална плата, сметам 1000 евра. Мислам дека е малку. Колку сметаш ти дека би требало да биде на Околу 1000 евра, 1100 евра сигурно. 500 евра? Да. Мало е. Многу не е сигурно, но пак ќе речам во однос на цените се е малку. Може да биде малку, ама е доволно во однос на тоа како е сега платена. Сметам дека 500 евра плата е понижувачки, 500 евра е живење на рапна екзистенција. Посебно за студенти е многу мала плата и ако сак немав искуство и мора на минимала да започне. Трошоците се енормни, цената на храната е огромна, сметките за струја се огромни. Делиме буквално стандард со Германија во однос на цени, а платите се, да не ги навредам, афрички. Што повеќе ги загрозува работниците? Вештачката интелигенција или можеби алчноста на газдите? Алчноста на газдите сепак е голем фактор кој што влијае врз работниците. Вештачката интелигенција има уште поголемо влијание. Дефинитивно алчноста. Вештачката интелигенција може само да им помогне на луѓето во некој определен степен, може да ги заебе на крај, ама генерално газдите. Тие што работат по фабриките, веројатно ги имаат најмалку права заради алчноста на собствениците на газдите. Алчноста на газдите. Може би за 10-20 години од сега ќе биде вештачката интелигенција. Во овој свет, во кој што целата мок е во капиталот, заеднички алчноста и напредокот брз на технологијата без при тоа да се приспособат работниците да ја следат, ги загрозуваат. Двата фактори се загрижувачки. Вештачката интелигенција. Како би ни наштетила на нас работниците вештачката интелигенција? Тоа што ќе влеземе во комфорт зона и све ќе ни решава вештачката интелигенција, ние нема ништо да правиме. Алчноста на газдите, но со тек на времето и вештачката интелигенција многу ќе ги загрози граѓаните. Вештачката интелигенција може да ги смени луѓето, да има роботи што се ќе прават наместо луѓето. Внимание, зборуваат граѓаните.